Иако на социјалните мрежи кружат најави за наводно глобално затемнување на сонцето на 2 август, астрономите појаснуваат дека таков настан не се случи, барем не оваа година. Вистинското затемнување што може да се нарече затемнување на векот ќе се случи на 2 август 2027 година и ќе трае 6 минути и 22 секунди, најдолгото целосно затемнување на сонцето во 21 век. Затемнувањето во 2027 ќе биде највидливо во Северна Африка и Блискиот Исток, каде сенката на месечината ќе мине преку 11 земји. Во Европа, вклучително и Македонија, ќе може да се наблюдува само делумно затемнување. Најдобри локации за целосното доживување ќе бидат Шпанија, Мароко, Тунис, Египет и Саудиска Арабија. Во Македонија, следното целосно затемнување на сонцето ќе се случи дури на 3 септември 2081 година. До тогаш, љубителите на ваквите појави ќе мора да патуваат или да се задоволат со делумни затемнувања и затемнувања на месечината. YouTube започна да ги паузира семејните премиум претплати за корисници кои ги делат со лица надвор од своето домакинство, следејќи ги чекорите на Netflix, HBO и Disney. Некои претплатници веќе добиваат известувања дека нивната претплата ќе биде прекината поради користење од различна локација од регистрираната адреса. Според новите услови, сите корисници во семејниот пакет мора да живеат на иста адреса со сопственикот на претплатата. Оние што ја делеле претплатата за да заштедат, сега се соочуваат со блокирање, освен ако не се префрлат на лична претплата или на новата опција за двајца. YouTube дава 14 дена за прилагодување, пошто сметките може да бидат ограничени. Ова е дел од поширока кампања против мамење преку VPN и блокирање реклами. Netflix веќе виде пораст на приходите по ваквите мерки, но останува да се види дали истото ќе важи и за YouTube.